Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на ТВ Ординација. Мој вечерашен гостин е доктор Магдалена Лукарова. Докторке, добро вечер и добро ни дојдовте. Доктор Лукарова е дерматолог во специјалистичка дијагностички центар Филип II овдека во Струмица. Докторке, за прв пат сте ни во ТВ Ординација, не се надевам не и последен пат. Така, вечерва со доктор Магдалена зборуваме за тема која што е навистина актуелна помеѓу популацијата. Станува збор за проширените вени. Докторке, летно време, па и се повидливи се нели проширените вени. Кажете ми каква појава е ова заболување? Значи, варикозните вени или проширени вени представуваат венски садови кои што се значително проширени и извиткани и можат да се појават на било кој дел од телото, меѓутоа најчесто тоа се на нозете и особено на подколениците. Инаку постојат повеќе причини, меѓутоа се уште не е целосно докажано дека е токму од тоа, зашто се појавуваат многу од причините се нарушување на функцијата на самите залистоци кои што се присутни во површинските венски садови и зголемен притисок во самите вени. Именно во артериите крвта тече од срцето кон сите делови на телото, додека вените се оние кои што ја собираат целата крв од секаде и ја враќаат во срцето. И така да кога ние подолго време стоиме, вените се имаат своји залистоци кои што се затвараат и не дозволуваат крвта да се враќа наназад. Меѓутоа, кога тие не си ја вршат својата функција, тогаш се враќа одредено количество на венска крв и овде доаѓа до постепено проширување на вените. Така да, оние лица кои што подолго професионално стојат на нозе, кои што се пообезни во текот на бременост, кај некои жени, а исто и генетскиот фактор има големо влијание, кај сите тие ризични популации можат да се појават проширените вени. Така, ова се како ризик групи, но како ризик фактори? Ризик фактори се смета прекомерната тежина, обезноста, исто професионалните некои професиите кои што се со подолго стоење, медицински сестри например, наставници, се онакое што е луѓе кои што се во фабрики кои што се 10 или повеќе часа на стоење или на седење. Исто така оние кои што имале некои операции, трауми, луѓе кои што имаат некои туморозни формации во предел на абдомен, сите оние се на ризик за да се развијат проширените вени. Така, постои ли симптоматологија која што на пациентите ќе им сигнализира рана појава на проширените вени? Најпрви симптоми се оние венички кои што се како налик на пајак, тоа се теленгиектази или спајдер венички. Исто така, вената која што е веќе проширена станува како извијугана, повидлива е при стоење особено. Исто самата боја е поизразена, можат да бидат сини, црвени и се појавува во малку одминат период и оток. Отокот е изразен на подколеницата или на стапалата. Исто така присутна е и болка, грчеви, особено навечер, и може да биде присутна и болна осетливост на самите вени, како и чешање во пределот на вените, а подоцна со компликациите од веќе настанатите проширени вени можат да се појави тромбоза или тромбофлебит, потоа да се појават рани или улкуси, како и хроничната венска инсуфициенција. Така, која е најтешката форма? Хроничната венска инсуфициенција заедно со улкусите се веќе она која што е како и длабоката венска тромбоза како резултат на некоја веќе присутна примерна венска примерен тромбофлебит, може се по-сериозни компликации од варикозните вени. Така, на светската статистика вели дека женската популација е поподложна на оваа болест. Дали е тоа точно? Да. Е поизразена кај жените, и посебно оние со повеќе бремености. Нема кај мажите, нели? Да, со повеќе бременности заради оние хормони, ради прогестеронот, исто и кај оние
пациенти од кои различни причини значи примаат хормонска терапија или како заштита орална контрацепција, исто така можат да бидат изразени варикозитетите. Така. Но како и многу болести во денешницата, така и проширените вени се лекуваат. Да. Каков е начинот и третманот на Значи, вените? оние површински вени на нозете кои што немаат симптоми, значи не бараат некој третман, значи само да се следат. Меѓутоа, ако веќе се појават симптомите како што се болка, оток при стоење, особено значи при крајот на денот, кога е најмногу изразен, значи чешење, тогаш е потребно пациентите да се јават на лекар и најпрво значи во еден период од 6 месеци убаво е да се носат оние компресивни чорапи или еластични зајвои и да се промени начинот на живот. Значи она кој што може пациентот сам да си помогне, значи ако станува збор за прекомерна тежина, значи да ослабнат, ако имат работа која што е премногу на нога, да имат движење, значи околу половина час, 15 минути до половина час. Исто така се препорачува пешачење, вежбање и да бидат нозете кренати, значи во текот на ноќта. Доколку тие значи мерки не помогнат, потребно е да се јават на лекар за да се направат понатамошни испитувања. Како еден од златен стандард и најбезбедна мерка е секако ултрасонографијата, значи колор доплер на венски садови на нозе. Безбедна е, значи безболна процедура која што јасно го следи целиот тек на вените, може да се види дали тие се попуштени, дали има варикозитети, каде се и дали има тромбоза. И откако ќе се направи проценка, значи им се препорачува точно на пациентите за чорапите, значи дали кој степен ќе се носат, како ќе се носат, значи понатаму се информираат и понатаму зависи како ќе биде третманот. Многу често се дават и алтернативни вазотоници, значи тоа се препарати кои што содржат некои природни состојки и се зависи значи од стадиумот до кој се варикозитетите. Ако и тоа не помогне, крајно е значи хируршката терапија или се поновите методи, тоа се значи ендоскопската лазерскиот третман или третман со радиобранови. Исто и се користат и лазерите во зависност од тоа, значи каков е изразениот површински венски сад. Така. Има повеќе видови на лазери со кои што можат да се третираат. Така. Кога зборуваме за проширените вени, значи ли тоа дека може да се очекуваат и компликации на останатите делови од организмот? Можат ли да направат компликации? Можат, доколку настане тромбофлебит на површинската вена, која што е, значи, например, вена сафена магна и доколку се појави некаде во близина на спојот со длабоката вена, значи може да се очекува длабока венска тромбоза или тромбоемболија, а тоа е значи доста мислам сериозна компликација од тоа. И се разбира, компликација се дополнително посттромботичен синдром, значи сите тие хронична венска инсуфициенција кои што си имаат потреба за друг третман. Така, меѓу препораките на лекарите е дека пациентите кои што имаат проширени вени не смеат да се изложуваат на сонце. Тоа е заради самата топлина, значи летниот период, вените се повеќе шират и пациентите ги имаат во тој период, значи тегобите, додека во зимата, значи не. Се препорачува тие да бидат на плажа, меѓутоа да бидат под сонце. Значи водата не смета, исто топлата вода се препорачува да се избегнува. И се друго, значи, можат најнормално да се функционираат. Така, кои се другите препораки? Освен значи, чувањето од сонцето? Да, другите препораки се да водат здрав начин на исхрана, значи да има во храната повеќе состојки кои што имаат влакна, значи да не носат женскиот пол високи подпетици, значи тоа некаде средна должина на петиците, да пешачат, значи да вежбат се она што ја зајакнува мускулатурата, мускулната пумпа, да прават прошетки, да оние кои што се значи обезни да ја намалат тежината
и се разбира тие што имаат потреба да носат компресивни чорапи, доколку во летниот период тоа значи им прави некакво оптеретување, сепак да успеат нели пак да бидат упорни. Нема јасен доказ за тоа дека чорапите се вистина оние кои што помагаат, меѓутоа нема и дека и одмагаат, така да значи ако на пациентот му прават да биде добар, да се чувствува добро, значи треба да ги носи. Ако нема друга алтернатива за терапија, добро е да ги носи еластичните чорапи. Така, би сакала само малку да се навратам наназад по однос на инвазивниот зафат и третман на проширените вени. Значи ли дека доколку се направи третманот, дека нема да се повтори повторно болеста? Зависи во тоа во кој стадиум е значи изразена болеста. Секако се она што навреме се лекува има и подобар ефект. Меѓутоа постојат рецидиви и се јавуваат, меѓутоа не се толку изразени како на почетокот. Со овие поновите лазерски методи, значи ендоскопската лазерска терапија и со радиофреквентната, се скратува периодот постоперативно, значи нема операција некоја класична, и пациентите можат значи побрзо да одат на работа и ги нема оние компликации кои што ги нуди операцијата, како и склерозантната терапија. Така, кога ја спомнавте веќе лазерската терапија, значи ли дека пациентот доколку еднаш се подложи на лазерска терапија, дека повторно ако се појави проширената вена, дека може повторно може да се третира. Може, значи тоа не е ограничено. Бидејќи со лазерската терапија комплетно се отстранува тој дел, значи се собира самата вена после одреден период. Така. Какви се генерално прогнозите за пациентите кои што имаат проширени вени? Па се зависи од тоа колку пациентите самите си обрнуваат внимание. Значи се разбира дека оние кои што немаат тегоби, доколку нели се придржуваат на оној хигиено-диететски режим, дека и ќе немаат проблеми. Меѓутоа ако се јават, тоа треба значи да се лекува, затоа што навистина не е онака безизлезно, мислам, како што некои пациенти се го сваќате, тоа ќе помине, не поминува, бидејќи во подоцнежниот период од животот се појавуваат проблеми и компликации од нив. Така, но секако и самите кажате дека доколку се води правилен начин на живот. Да, сето тоа може да се лекува и да немаат компликации. Така, ја спомнавме женската популација, тука не изостануваат мажите, но мажите исто. Каде се децата, младите? Многу поретко, доколку значи може да се појават доколку само има некои генетски нарушувања во структурата на ендотелото на венскиот асад, тоа се значи некои генетски малформации, тогаш можат да се појават, меѓутоа поретко на носите може на некои други венски садови на други делови од телото. Така. Доктор Лукарова, јас ти благодарам на исцрпните и на одговори. вас. Се надевам дека пациентите ќе одвојат и овој пат време да ги слушнат советите од лекарите. Да, се надевам. Тема која што е многу честа појава помеѓу нашата популација. Да. Ви заблагодарувам уште еднаш што одвоивте време и бевте дел од нашата ординација. Се надевам дека повторно ќе се видиме со нова тема од областа на дерматологијата за пациентите кои што имаат проблеми. Ви стојам на располагање. Така. Ви благодарам уште еднаш, а вам почитувани гледачи ви благодарам што и вечерва бевте со нас. Останете понатаму со нашиот канал, се гледаме наредната ординација.